Почитувани гледачи, следува неделна хроника на Прва Скопска. Во денешното издание на емисијата се подсетуваме на актуелните настани што се случува во неделата што изминува, а кон крајот ќе ви го прикажеме разговорот што го снимивме со градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски. Но најнапред да го погледнеме прилогот поврзан со паркирањето на Водно. Имено градот одлучи да се наплаќа 100 денари за првиот, а 50 денари за секој час нареден на сите оние што ќе сакаат да се рекреираат во парк шумата Водно. Подетално дознаваме од прилогот што следува. Откако подолго време угостителите лоцирани на Средно Водно се жалат на лошата заработка поради забраната за движење на моторни возила на Водно за време на викенди и празници, градот Скопје одлучи да ја преиспита одлуката која беше донесена во ноември минатата година. Имено, како што тогаш објаснуваше градоначалникот Петре Шилегов, оваа забрана за движење на моторни возила имаше за цел да го намали загадувањето на воздухот и да го намали метежот од паркирани возила. За волја на вистината, метеж на Водно повеќе нема, но нема ниту рекреативци, што директно удри по џебот на стопанствениците. Од одлуката на градот не беше поштедена ниту црквата Света Мала Богородица, која обстојува од самофинансирање. Пред 2 месеца Перо Митровски, домакин на црквата, со жалење раскажуваше дека во последниве месеци не се случила ниту една венчавка, ниту крштавка, што го отежнува одржувањето на Божиот храм. И по многу упатени апели, градската власт наместо со забрана за движење, метежот на Водно одлучи да го намали со воведување на зонско паркирање. Имено на седница на Совет беше утврдена цената за паркинг услуга на Средно Водно во рамки на зоната А0. Цената за 1 час паркинг изнесува 100 денари, а секој нареден час по 50 денари. Го прашавме Горан Арсовски, собственик на ресторанот К на Старо Скопје, дали е задоволен од одлуката на градот, на што тој вели дека 100 денари за 1 час паркирање е прескапо, а неговиот став го делат и граѓаните кои ги ангетиравме. Дали ја поддржувате одлуката за воведување на зонско паркирање на Водно? Не. Дали би отишле на Водно со автомобил доколку платите 100 денари за 1 час? Па се би отишле заради малечкото, иначе во друг случај не мислам дека за природа не треба да се плаќа. Не знам, не. Не. А дали би отишле на Водно со автомобил доколку плаќате 100 денари за 1 час паркирање? Па може. Не, премногу е. И да и не. Од една страна е добро, а од друга страна е лошо. Некои јас сум пензионер како ќе стигнам догоре. Не може стигнам да Дали би користеле јавен превоз да отидете на Водно или пак со автомобил да се плати 100 денари за првиот час паркирање? Може. Би користел и превоз кога можам, а може и кога ќе возам со автомобил. Зоната А0 покрај за Средно Водно ќе важи и за Скопското Кале. Досега јавното предпријатие Градски паркинг немаше А0 зона, а во А зоните беше дозволено паркирање од најмногу 2 часа. Сите љубители на фолклорот и традицијата имаат можност да ја посетат изложбата што е поставена во општина Бутел. Имено на изложбата се поставени народни носи од Скопска Блатија и Скопска Црнагора во рамки на манифестацијата Цветници 2018 во организација на општина Бутел. Целта на манифестацијата е да се заштити културното наследство на нашите предци. Од денеска до 20 април во општина Бутел ќе биде отворена изложбата на народни носи од Скопска Блатија и Скопска Црнагора на колекционерката Достана Караѓозовска-Станковска. Изложбата е во рамките на манифестацијата Цветници 2018, а посетителите имаат можност да ги видат уникатните 30 народни носи кои се дел од големата колекција што ја поседува Караѓозовска-Станковска. На манифестацијата присуствуваше и градоначалникот на општината Велимир Смилевски, кој истакна дека целта на оваа манифестација е да се заштити културното наследство на нашите предци. Денеска сме домакини на една манифестација која што сум сигурен дека во наредниот период ќе биде традиција, каде што ќе ги негуваме сите наши традиции во изминатиот период кој што нашите дедовци и баби ги имале, облеките кои што ги носеле. Се надам дека во наредната година господјата Достана ќе ни овозможи многу повеќе облеки, затоа што, како што ние знаеме, има многу повеќе од што е презентирано во моментот. Колекционерката Достана Караѓозовска-Станковска рече дека во својата колекција има голем број на народни носии кои ги собира веќе 30 години. Изложбата ќе биде отворена 10 дена.
во периодот кога е отворена и општината, нели, додека работи општината, ќе има можност да се погледне изложбата и во неа се застапени највеќе македонски носи од Скопска Латвија и Скопска Црна Гора. Имаме и носи од народностите, значи оние носи кои се носеле во оваа околина. Покрај народните носи на етноизложбата беа презентирани и ракотворбите на членовите на Сдруженијето Артикрафт, инспирирани од народното богатство на Македонија. Една од изложувачите е Билјана Шуковска, која изработува шишиња, чаши, рамки за слики и други предмети од слама. Како што вели Шуковска, многу е потешко да се најде сламата, отколку да се изработи едно шише со истата. Значи, шишињата ги купуваме, и има разни видови, многу е битно самиот изглед на шишето за да после и производот сламата која ќе биде залепена на него да има поубав изглед. Значи разни чашки, шишиња во вид на виолина, на гитара, чутурки, други облици, што е поинтересен обликот, тоа и самото шишенце или изработката е поубава. Свеченото отворање на етноизложбата беше збогатено со настапот на членовите на културно-уметничкото друштво Плетеница под раководство на Жаклина Богдановска и со повеќе изворни народни песни во изведба на хорот и оркестарот на Сдруженијето на пензионерите на општина Бутел. Градот Скопје донесе одлука со боја да се бележат јавните површини докаде смеат да бидат поставени летните тераси, со цел да се стави крај на хаосот на узурпираните пешачки патеки. За ова и останатите измени ве информираме во прилогот што следува. Со цел да се стави крај на хаосот со узурпирани пешачки патеки, Советот на град Скопје денеска донесе одлука за измени на постоечките стандарди за поставување на временни објекти и урбана опрема, со кои меѓу другото се предвидува со боја да се бележат јавните површини, докаде смеат да бидат поставени летните тераси. Одлуката исто така предвидува на јавните површини на кои ќе се поставуваат маси и столици да има слободна проодна површина од 2,5 метри, почнувајќи од рабниците или велосипедските патеки. Правиме мали неопходни измени во правилникот, со кои што мали неопходни измени ќе овозможиме и на тие кои што стопанисуваат да можат полесно да се адаптираат на измените кои што ќе дојдат од една страна, меѓутоа од друга страна на граѓаните на градот Скопје да овозможиме непречено користење на јавниот простор сега узурпирано така наречените тераси на угостителските објекти. И предвидуваме дека позицијата на урбаната опрема мора да биде маркирана, тоест да биде означена со боја до кои се границите кои што треба да биде сместена опремата. Такво нешто до сега беше предвидено како линија, меѓутоа не како маркер. Едноставно ќе нацртаме до каде може да бидат терасите од кафаните, за да не ни се случува во пракса да едно биде понудено во елаборатот при давање на одобрение, друго биде поставено на лице место во моментот кога ќе биде издадено одобрението, па потоа да се бркаме со кафанџиите кој каде е, што е, како е во право. Предвидуваме на стречниците да можат да се фиксираат со две да ги речам греди кои што треба да бидат прицврстени за платформата за која што веќе елаборирав, меѓутоа не смеат да бидат прицврстени на јавната површина, затоа што е монтажна. Денеска изгласаните измени на угостителите ќе им овозможат да постават и монтажна платформа со висина од 15 см во рамките на дозволената тераса, а на стрешниците да бидат прицврстени со две греди кои треба исто така да се наоѓаат во рамките на обележаната површина за тераси. Оваа одлука стапува на сила од денеска, а ќе почне да се применува од 15 април, односно од почетокот на летната сезона. Покрај за предстојната летна сезона, градот предвидува измени и за зимските тераси. По повод роденденот на општина Аеродром беше организирана целодневна хуманитарна забава за сите возрастни. Забавата беше од хуманитарен карактер, а во соработка со Црвениот крст се собираа средства за социјално загрозените семејства од општина Аеродром.
Под мотото "Растеме со аеродром" на 14 април в сабота, општина Аеродром во паркот Авион со хуманитарна забава ќе го одбележи 13-тиот роден ден на општината. Роденденот оваа година ќе биде од отворен карактер, а целодневна забава ќе има за сите возрасти. Забавата ќе почне во 12 часот со настап на децата од детските градинки и основните училишта, а ќе биде збогатена со присуство на кловнови и магионичар. Од 15 часот на сцената ќе настапат младински бендови и хип-хоп групи. Во истиот период ќе има 3 надпревари во кои учествуваат сите основни училишта. Истовремено, ликовните таленти од основните училишта ќе цртаат по повод роденденот, пошто ќе бидат доделени награди за најдобар кошаркар, ликовен уметник и поет. Вечерниот и централен настан кој ќе почне од 19 часот а ќе трае до полноќ, ќе биде збогатен со професионални бендови и изведувачи кои имаат потекло од Аеродром. А забавата ќе се заокружи со настап на Драган Б. Костик. Граѓаните ќе имаат можност да уживаат со концерти на квартетот на македонската опера и балет, Марко Кума и Црни, Бени со Нонстоп и Златко Оригјански. Градоначалникот Златко Марин и Нора Шакири денеска упатија покана до граѓаните да дојдат на роденденската забава на општината и изразија надеж дека граѓаните ќе ја покажат хуманоста за социјално загрозените семејства од општина Аеродром. Забавата ќе биде од отворен карактер, ќе има хуманитарен дел во кој собраните средства заедно со Црвениот крст ќе ги донираме во социјално загрозените семејства. Ќе промовираме социјално претприемништво заедно со здруженијата што работат со ранливите категории, ќе земат учество здруженијата Лице в лице, Солем, Во мојот свет и Порака. Целата забава ќе трае од 12 часот па до вечерните часови, значи очекуваме бројка, убаво ќе биде времето, сите може да поминат. Дојдете во сабота да поделиме радост, да поделиме и малку тага, да помогнеме и се разбира да ги охрабриме младинците и да се забавуваме со почеток од 19 часот па се до 24 часот. Сите кои сакаат да помогнат на социјално загрозени семејства од општина Аеродром може да донираат на жиро сметката на Црвениот крст на Република Македонија или да дадат свој придонес на самиот настан во специјалните кутии за донации. Со цел да се подржи развојот на социјалното претприемништво, во текот на целиот настан, невладини организации и здруженија ќе имаат можност да изложуваат производи и да ја представат својата работа пред јавноста. Во општина Карпош беа засадени 113 нови дрва во рамки на акцијата за раззеленување. Дрвата беа засадени на територија на 4 урбани заедници, а во втората половина од овој месец дополнително ќе се засадат нови дрва. Да го погледнеме прилогот. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев денеска најави голема акција за раззеленување на општината, во рамки на која ќе бидат засадени 113 нови висококвалитетни дрвја на територијата на 4 урбани заедници: Владо Тасевски, Тафталидж 1, Карпош 1 и Карпош 2. Ке се засадат 49 листопадни дрва од видот јасени и ацери и 64 зимзелени дрвја, туи и кипарис. Акцијата започна од урбаната заедница Владо Тасевски кај млечен ресторан, каде што во близина на платото беа засадени дел од новите дрвја од страна на службите на општина Карпош. Целта на оваа акција е да го реконструираме и да го освежиме меѓублоковското зеленило, односно запуштените зелени површини внатре во населбите, односно помеѓу зградите, за разлика од друг пат, каде што најчесто се садат дрвореди покрај главните сообраќајници или булевари, решивме овој пат директно во малските паркови, односно меѓу зградите, да засадиме 113 дрвја. Акцијата за засадување на 113 нови дрвја чини 350.000 денари. Исто така во втората половина на април, општина Карпош ќе спроведе координирана акција со град Скопје и јавните предпријатија за дополнително засадување на нови дрвја. Ова акција продолжува и во наредните 10 дена заедно со градот Скопје, каде што ќе имаме уште едно садење на дрва, а ние ќе продолжиме и на есен со останатите урбани заедници во Карпош. На бетонското сивило одговараме со уште повеќе зеленило во Карпош. И оваа година ќе продолжи проектот за давање субвенции за купување нови велосипеди. Градот Скопје оваа година ќе доделува помала субвенција за разлика од претходно, со цел да се дадат субвенции на повеќе граѓани. Субвенцијата ќе изнесува до 3000 денари. Повеќе на оваа тема од прилогот во продолжение.
И годинава продолжува проектот за давање субвенции за купување нови велосипеди. Средствата за оваа намена обезбедени од буџетот на град Скопје се во висина од 10 милиони денари, за субвенционирани средства во висина од 50% од цената на велосипедот. Но годинава максималниот износ ќе изнесува 3000 денари, за разлика од минатата година, кога максималниот износ беше 4000 денари. Ова одлука денеска ја донесе Советот на град Скопје со цел да се овозможи повеќе граѓани да добијат финансиска помош при купување велосипед. Со оваа мерка на градот, која се реализира втора година поред, се стимулираат граѓаните за помасовно користење на велосипедот како превозно средство. Субвенции за велосипед ке може да добијат жители на град Скопје, кои треба да достават барање за надомест, копии од лична карта, трансакциска сметка и фискална сметка или фактура и извод од банка со датум од денот на објавување на повикот. Градот, освен што финансиски ќе им помага на граѓаните при набавка на велосипеди, денеска се донесе одлука на Советот и финансиски да се учествува во проектот за реконструкција на крак од улицата Самуилова во општина Центар. Реконструкцијата на оваа улица градот ќе ја помогне со средства во износ од 6 милиони денари. Станува збор за концептот кој што градот го развива во насока на тоа да Ридот на Кале стане една од поатрактивните и попосетените места на градот Скопје. Површината која што ќе треба да се уреди кракот, што не е уреден од кога е направен музеј на современа уметност, значи некој кога е реновирал Самуилова не е реновирал целосно. Површина вкупна од околу 2000 метри квадратни. Тука ќе треба да се олесни приодот, да се облагороди тој простор, значи улицата приодот до музеј за современа уметност, паркингот кој што ќе стане дел од зонското паркирање, партено уредување за кое што во теке постапка, зиплайнот за кој што веќе мислам дека е доволно зборувано и еден кафич во музеј на современа уметност како еден целосен концепт каде што граѓаните ќе може да поминуваат пријатни сати од некаде месец јуни па натаму. Се уште сме на тема субвенции. Овој пат општина Газибаба објави 3 јавни повици за субвенционирање. Првиот е јавен повик за субвенционирање при купување печки на пелети, вториот е реконструкција на кровови на стамбени згради и изградба на нови реконструкција на постојни лифтови. Огласот ќе биде објавен до 14 мај, а ќе се реализира по принципот прв дојден, прв услужен. Согласно буџетот за 2018 година, општина Газибаба распиша повеќе јавни повици кои се дел од мерките на општината во делот на енергетската ефикасност. Градоначалникот Борис Георгиевски информираше дека жителите на Газибаба до 14 мај имаат можност да аплицираат за субвенционирање при купување на печки на пелети. Во буџетот за оваа намена планирано е да се издвојат 3 милиони денари. Општината за овој проект ќе надомести 70% од трошоците за набавка на печка на пелети за овие домаќинства кои ќе набават печки до 14 мај. Градоначалникот Георгиевски додаде дека општината ќе додели 100% финансиска поддршка на куќните совети за реконструкција на кровови на 10 стамбени згради. За овој проект одвоени се 5 милиони и 500 илјади денари. Целта на ова мерка е замена на старите азбестни кровови, како и остварување на еден од условите со кои потоа може да се изготви енергетска ефикасна фасада. Како општина подготвуваме план со кој ќе го започнеме процесот за поставување на енергетски ефикасни фасади на стамбените згради во општината. Преку овие мерки за јакнење на енергетската ефикасност создаваме услови за чиста животна средина. Ова година општината заедно со ЕЛЕМ ќе започне со подготовка на проектна документација за изградба на топловодна инсталација во новата населба Хиподрум 2, покрај проширување на топлинската мрежа. Како општина работиме на подготовка на проекти и планови за гасификација на општината. Георгиевски додаде дека општина Газибаба работи во интерес на граѓаните. Распишан е јавен повик за реконструкција на лифтовите во стамбените згради. Со овој проект ќе се реконструираат 5 лифтови, а ќе бидат поставени и нови, зашто во буџетот се издвоени 2 милиона денари. Како градоначалник на општина Газибаба ги повикувам сите граѓани
куќни совети кои ги исполнуваат условите предвидени во јавните огласи да аплицираат. Искористете ја ова можност која дава општината преку мерките за енергетска ефикасност. Сите заинтересирани граѓани повеќе детали околу роковите како и условите пропишани во јавните огласи може да добијат на веб страницата на општината или директно на шалтерите во општина Газибаба. Се уште остануваме на истата тема, во продолжение да го проследиме разговорот со градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски. Од овој разговор ќе ве информираме подетално за субвенциите што ги доделува општината. Општина Газибаба објави 3 мерки за субвенционирање за набавка на печки на пелети, за реконструкција на кровови на стамбените згради, како и изградба на нови и реконструкција на постојни лифтови. За ова подетално ќе ни каже градоначалникот на општина Газибаба, господинот Борис Георгиевски. Градоначалник, кажавме дека веќе се објавени 3 јавни повици за намалување на трошоците на граѓаните. Еве би започнале со првиот. За набавката на печки на пелети. Ќе ни објасните кои се условите за аплицирање и до кога ќе трае повикот? Токму така, општина Газибаба ги објави сите 3 јавни повици, кои што се составен дел на програмата за енергетска ефикасност. Тие се составен дел на буџетот во 2018 година. Првата мерка предвидува субвенционирање на печки за пелети во вредност од 70% на сите жители или сите жители кои што се на територија на општина Газибаба, да нема досега финансиска поддршка или средства добиени за набавка на печки на пелети од било кој орган во Република Македонија, да при поднесувањето на барањето не користат топлинска енергија, истовремено јаглен, употреба на дрва и нафта. Новата печка да се купи до денот до завршувањето на јавниот повик, а тоа е 14 мај 2018 година, со тоа што комплетната зграда да биде функционална целина и општината во ова мерка ќе субвенционира 70% од висината на печката за пелети. Во кој износ се финансиските средства што ги доделува општината? Општина Газибаба по однос на овој проект предвидува 3 милиона денара да потрошиме за набавка и субвенционирање на печките за пелети на граѓаните на општина Газибаба. Во однос на втората мерка која што исто така ја спомнавте, а тоа е реконструкција на постојните кровови кои што се азбесни и тука единствен услов е старосната граница и оштетеноста на зградата да е над 60% на самиот кров. Така да куќниот совет има само обврска да аплицира, а комплетната документација и инфраструктурна проблематика во делот на изградбата и реализацијата ќе води општината. За ова мерка 5,5 милиона денара во текот на ова година во буџетот донесовме со цел да ги замениме азбесните покриви, кои што навистина се првоштетни. Второ, со ова мерка ќе допринесеме за да можат истите тие згради да направат ефикасни проекти за ефикасност во натамошниот период кој што ќе треба во однос на фасадите кои што ќе треба да ги поправиме. Има ли интерес кај граѓаните за овој јавен повик? При донесувањето на буџетот за 2018 година на средбите со граѓаните, општествените организации и сите чинители во општина Газиба водевме сметка. Ова е мала сума на пари кои што во ова година можеме да ги одвоиме. Секако дека има заинтересирани и лично сметам дека можеби во ова година символика ќе бидат овој 8 милиона денара вкупно или 9 за ова намера кој што ги планираме. Планираме со ребалансот истата да ја зголемиме, во 2019 ова да биде дуплирана со цел пред се ефикасната заштита на луѓето кои што ги имаме во топлинската енергија, ефикасните фасади, енергетската ефикасност како целина да ни биде приоритет. Комплет во делот на она што ќе ни бидат обврски на цела територија на општина Газиова. Кој има право на учество за да аплицира на овој проект? Дали можеби и на повикот може да се пријават градежните компании или е наменета за куќните совети?
исклучиво важи за куќните совети, кои што се на гравитација на општина Газибева, и ќе повторам, староста на стамбената зграда и степенот на оштетување да биде над 60%, а само куќните совети ќе можат да аплицираат, односно да бараат субвенционирање на 100%. Значи, они не учествуваат ни со еден денар, тоа го прави општината во нивно име, со цел да ги надминеме сите бирократски, би рекол, работи кои што ќе треба во делот на реализацијата на овој проект. Општината си го превзема тој дел на себе, со цел да дојдеме до побрза реализација на овој зацртан проект. Има ли интерес за овој повик? Да, секако општина Газибева во делот на своето урбано јадро има згради кои што се направени пред и после земјотресот, има азбестни покриви на жалост во повеќе населени места. Сметам дека ќе биде исто така можеби чекор во на што ни представува понатамошна акција да ги смениме сите азбестни кровови на сите згради кои што се во општина Газибева. Интерес има. Секако ќе имаме во предвид на што се основните критериуми, а истовремено ги охрабрувам сите куќни совети да ги запазат критериумите, да ги поднесат документите, а и оние кои што евентуално не ќе успеат до дадениот рок да можат истите да ги достават за да можеме во наредниот период преку донации или евентуално во текот на 2019 година да ги ставиме во приоритет во реконструкција на нивните покриви. Жителите на Хиподром 1 и Хиподром 2 ќе се приклучат на нова топловодна инсталација. Кога започнува овој проект? Секако ова е составен дел на програмата за енергетска ефикасност на општина Газибева во развојните програми до 2022 година. Заедно со ЕЛЕМ го изработуваме вториот урбанистички проект за топлификационна мрежа во делот на Хиподром 2. Со Хиподром 1 како целина, како населба, преку 1000 домаќинства ќе добијат топловодно грејење или веќе ќе бидат приклучени на топлификационната мрежа, каде што веќе ќе се исклучи употребата на дрва и електрична енергија. Со тоа што ќе дојдеме до драстично намалување на емисијата на штетни честички кои што се емитуваат, а и со тоа ја заштитуваме човековата околина. Исто така Газибева веќе изработува основни проекти и во текот на 2018 година на индустријските комплекси кои што се близу Тето или 11 октомври, кои што сме во завршна фаза да ги приклучиме на гасификација, и комплексот околу општина Газибева, вклучувајќи ги те 5 кампуси, земјелски, шумарски, Институт природно-математички, хемиски, студентски центар и општина Газибева веќе ќе добијат нов извор за затоплување, тоа ќе биде гасот. Со тоа што во 2019 година ќе продолжиме со гасификацијата и во руралните делови, каде што Газибева во овој дел предничи пред другите општини, затоа што имаме заокружен комплетен обрач, би рекол, во општината, каде што овој благодет како реагенс ќе се потрудиме максимално да дојде до секое домаќинство. Ова ќе биде малку посложен процес, али ги охрабрувам граѓаните да при проектната документација, дали тоа ќе биде за стамбените и за индивидуалните згради, предвидуваат приклучок за газ и за гасификационната мрежа, кој што ќе биде еден од развојните проекти во текот на наредните години. Да ги информираме гледачите и за јавниот повик кој што го објавивте за изградба на нови и реконструкција на постојни лифтови. Што опфаќа проектот? При донесување на оваа мерка, како Совет и јас како градоначалник се водевме од единствената грижа за безбедноста на граѓаните, истовремено за потребата на лифтовите кои што се веќе нефункционални или веќе постојат во зградите, а не функционираат. Значи тоа беше причината за да доведеме оваа мерка и да го објавиме повикот. Станува збор за згради кои што во нивната изградба заради техничкиот прием кој што не е извршен или нефункционалноста на некој мал ситен дел, лифтовите не се функционални. Заради луѓето кои што живеат, без разлика дали се тоа возрастни мали, инвалиди со посебни потребни или луѓе кои што навистина им е потребен лифтот, општина Газибева на своја сметка одвојува 2 милиона денара да ги стави во функција 5 лифтови или да изгради еден во постоечките згради кај што имаат потреба. Исто тука, куќните совети дури би ги охрабрил и поединците да можат да аплицираат со цел да можеме овој дел од проектот за субвенционирање на лифтовите
да го направиме побезбеден, пофункционален, со цел да може да го користат во Благодат. Дали имате информации дали има голем број на такви лифтови? Од оно што располагаме во делот на општина Газибаба, имаме потреба. Значи во моментот има информација за 4 лифта дека се тотално нефункционални, а на другите се потребни мали поправки, а само во една зграда е постојан лифтот кој што воопшто не е искористен во последните 10 години, а нов е и функционален. И треба мал дел на парични средства кои што би се ставил во функција бар за сега од оние информации кои што ние како општина располагаме. Градоначалник, јас ви благодарам за разговорот и еве да ги информираме, нели уште еднаш да повториме за гледачите, сите заинтересирани можат подетални информации да добијат на веб страницата на општина Газибаба, како и директно може да се обратат на шалтерите во општината. Да, токму така. Благодарам за вашето интервју и за можноста да информираме граѓаните. Значи, заклучно со 14 мај 2018 година е последниот рок за нивна апликација во делот за купување на печки за палети, во делот на реконструкција на крововите, во делот на лифтовите и секако се надевам дека оваа успешна акција ќе ја зголемиме како сума на средства во наредната 2019 година. Благодарам. Благодарам на вас. Јас се надевам дека со овој разговор ви доловивме доволно информации за субвенциите што ги доделува општина Газибаба. Овде е крајот на емисијата, ви благодарам што бевте со нас. Довидување.